Како ќе се одвива грижата за лицата во третото доба во 2026? Елизабета, доколку сте подготвени со твојата соговорничка, повелете со разговорот. Добро утро, повтор пат во утринската програма. Да, го отвораме прашањето колкава и каква е грижата на лицата од третото доба во Прилеп во текот на оваа минатата година, но секако покрај резимирањето треба да констатираме што може да користат и имаат како социјална услуга во наредната 2026 година. Наша соговорничка ова утро е Марина Тошевска од Прилепскиот центар за развој и едукација. Марина, добро утро. Добро утро. Го отвораме прашањето зашто вие имате веќе услуги кои ги нудите социјални на лицата од третото доба. Тука е негата во домот, медицинска сестра во заедницата, но веќе имаат можности за физиотерапевт, а веќе од јануари и дневниот центар ќе профункционира за активно старење. Какви се ефектите, колку време функционираат овие социјални услуги и колку лица од третото доба се офатени не само во Прилеп, очигледно и во регионот? Да, социјалната услуга помош и нега во домот започна уште во 2023 година да биде достапна за лицата во трето доба кои што им треба поддршка за независно живење во нивните домови. А понатаму од 2024 година продолжи со поддршка на Министерството за социјална политика, демографија и млади и во соработка со Министерството, еве веќе трета година, овие услуги се достапни за околу 200 корисници кои што живеат на територијата на општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, за кои се грижат 58 професионално обучени посветени негователи. Од оваа година со поддршка пак на Австриското Министерство за труд, социјална политика, здравство, нега и заштита на потрошувачи, веќе се достапни поширок спектар на услуги. Тоа опфаќа медицинска сестра во домот, што е краткорочна грижа за лица по постоперативен третман или во хронични ситуации во кои ќе се најдат, па им треба некој што ќе им помогне за земање медикаментозна терапија и следење на виталните функции. Потоа ја имам услугата физиотерапевт во домот, кој што за лицата од трето доба кои што живеат со социјална пензија или се социјално загрозени, физиотерапевтот не ги наплаќа услугите, значи овие услуги се бесплатни, и психолог во домот, се со цел да работиме на целосно подобрување и на физичкото и на менталното здравје на лицата во трето доба. Што покажуваат досегашните резултати, да резимираме? Каков е напредокот и што треба повеќе заедницата да вложи? Па континуирано го мериме квалитетот на услугите кои го испорачуваме, а тоа се гледа во искажаното задоволство на корисниците кои што се презадоволни од можноста да имаат пристап до ваков тип на услуги и некаде забележуваме и подобрување на нивните здравствени ситуации. Нормално се работи континуирано на зачувување на когнитивните способности, на нивната мобилност со поддршката од физиотерапевтот и психологот. Мислам дека задоволството на корисниците е огромно и ваков тип на услуги се неопходни да постојат на секаде на територијата на нашата држава. Еве најавивме од јануари, од почетокот на 2026 треба да профункционира дневниот центар за активно старење, но што и да се очекува од социјалните услуги, посебно лицата од третото доба, во нареднава година. Да, задоволство ми е да споделам дека нормално во партнерство со општина Прилеп, Кривогаштан и Долнени, а со поддршка на Светска банка, проектната единица, Министерството за социјална политика, демографија и млади, веќе сме во процес на лиценцирање, целосно е опромен просторот согласно правилникот за социјални услуги и се надеваме дека Прилеп ќе го добие центарот за дневен престој на старлица со активно старење, што ќе им овозможи на лицата во трето доба на 65 години да останат активни во општеството и нормално да имаат место каде што некој ќе се грижи дополнително за нив во зачудување на нивните когнитивни способности и да им во спроведување на заеднички културни активности и дополнителни активности со кои ќе им покажеме дека го вреднуваме тоа што се дел од нашата заедница и придонесо што го дале тука. Колку лица се опфатени, тоа е во населбата Рид просториите, да. Се да појасниме. Да, во населбата Рид просториите, просторот е целосно отстапен на користење на здруженијето од страна на општина Прилеп, а целосната реконструкција преку проектот на Светска банка. Во овој дневен центар, ова услуга ќе може да користа 48 лица над 65 години, меѓутоа се надевам дека понатаму ќе работиме континуирано проширување на опсегот, на опфатот на корисници, на сите овие достапни услуги што веќе ги има
имаме во нашето здружение. Лиценциран давател на услугата помош и нега во домот, се надеваме за наскоро лиценциран давател на допълнителната услуга во дневниот центар. Би сакала да напоменам дека грижата за лицата во трето доба е наша обврска на нашите генерации, затоа што тие придонеле да имаме заедницата денес и дека верувам дека со заедничка соработка помеѓу општините, бизнис ентитетите и граѓанските здруженија навистина ќе овозможиме достапни услуги кои ќе придонесат за поквалитетен живот на нашите сограѓани од трето доба. Еве една порака што ќе им ја дадеме на лицата и воопшто на граѓаните, што им порачувате? Ја би сакала во 2026 година да имаме повеќе здравје, повеќе да се изборуваме за нашите права, да бидеме погласни и навистина да донесеме позитивни придобивки во нашите заедници, секој од нас со индивидуален и колективен придонес. Благодарам, исто го се придржуваме на овие желби и се надеваме да се исполнат. Секако, со нас беше Марина Тошевска од Прилепскиот центар за едукација и развој и дефинитивно наша и обврска, а и потреба е да се грижиме за лицата од третото доба и воопшто за граѓаните да им биде поубаво секојдневието и подобро здравје за сите, се разбира. Симона?